Некако доаѓа како и оваа дискусија веќе да е депласирана, затоа што контурите на овој буџет ги видовме уште тамо во јуни месец, кога премиерот како министер за финансии во обид по оставката или смената на поранешниот министер за финансии ги најави главните насоки кај ќе се движат буџетските трошења за 2020 под превезот на храбри чекори. Според она што се случува со ребалансот и предлог буџетот за 2020 излегува дека Драган Тевтовски беше единствен кочничар во државата за вложувањата во човечки капитал. Ништо веќе од програмата на СДСМ со која што настапи на изборите не важи. Се е фрлено во вода, не важи прогресивно одоначување, не важи средната класа, не важи порамномерно распоредување на даночниот товар, не важи порамномерна редистрибуција на доходот, джини коефициент и така натаму. Сега се е насочено на една карта, со која што карта треба оваа влада, оваа парламентарно мнозинство да ги дочека изборите на 12 април 2020 година. И имаме нагло свратување во политиките, во економските политики кои што ги води оваа влада од онаа што беше до јуни 2019 и јуни после 2019, кога многу од кажувањата, многу од мерките што беа преземани одеднаш беа пренасочени нови мерки кои што значеа свртување за цели 180 степени. И сега под превезот на вложување во човечки капитал имаме едно буквално раздавање во предизборна година, која што беше отпочнато со ребалансот и особено доби на интензитет со најавените мерки после ребалансот, кои што треба да бидат, да добија своји буџетски импликации во буџетот што го имаме денес пред нас за следната 2020 година. Што е вложување во човечки капитал? Мислам дека деновиве или месецов наназад многу од дискусиите се сведуваат на таа кованица под која што се вметнуваат сите раздавања од страна на буџетот во пресред на изборите. Вложувањата во човечки капитал и обидот на тој начин преку растот на платите да се задржат младите и сиот работоспособен кадар во државата, ако се сведува само на дополнителни примања, мислам дека целта воопшто нема да се постигне, затоа што причината за иселувањето не се само примањата, причината за иселувањето се состојбите во здравството, во образованието, правната несигурност, ако сакате, загадувањето на воздухот, области во кои што оваа влада, иако на крилјата на критиките во овие области на претходната влада ги доби изборите или довербата на граѓаните, воопшто ништо не презеде во таа област. И не знам како можеме да го објасниме како вложување во човечки капитал, вложувањата во образованието во смисол за подигање на платата на образовниот кадар само од 10%, а да не направивме никаква реформа во образованието во смисол подигање на инфраструктурните услови во образованието, во смисол воведување на нови образовни програми, во смисол на порано насочување на децата за нивниот иден позив согласно нивните предиспозиции, согласно нивните достигнувања во образованието. И редица други сет на мерки кои што ќе значат
системско планирање за подобрување на човечкиот капитал во државата. Јасно е дека Република Македонија не е држава со пространи плажи, богата со минерални наоѓалишта и дека најбитен капитал во ова општество е човечкиот капитал и на него треба да посветиме огромно внимание. Меѓутоа, со предизборни раздавања кои што ќе имаат еднократен ефект или инстант ефект, не ја постигнуваме целта ако немаме едно системско вложување во подобрување на човечкиот потенцијал во државата. Од друга страна, се врши со сетот мерки што се преземаат притисок врз статистичко зголемување на платите, како главна цел да не биде статистичко зголемување на платите согласно предизборните ветувања од постигнување на просечна плата од 30.000 денари, а не растот на платите да биде последица на зголемување на економската активност и зголемувањето на продуктивноста на вработените. И сега со таков притисок за зголемување на платите преку растот на минималната плата, преку субвенционирањето на придонесите за оние работодавачи кои ќе ја зголемат платата од 600 до 6.000 денари, ние од една страна да вршиме притисок врз растот на платите кај работниците, меѓутоа од друга страна на сите работодавачи им ја го зголемуваме трошокот по единица производ и ја намалуваме нивната конкурентна способност во конкуренцијата на странскиот пазар. Зголемувањето на платите и во администрацијата, и во приватниот сектор преку субвенционирањето на придонесите и растот на минималната плата се оправдува и вчера во својата дискусија од страна на Министерката за финансии како еден од столбовите за планираниот економски раст во 2020 година. Чиниш Република Македонија е некој 20 милионски пазар и поголем дел од производите се задоволуваат од домашната понуда, од домашното производство, па да ни биде потрошувачката еден среднорочен или долгорочен столб на економскиот раст. Да, може личната потрошувачка да го потикне економскиот раст, ама само за една година и само еднократно. Што правиме за следната година, а 2021, ако ние не можеме да ги издржиме тој раст на платите и тој раст на потрошувачката? Значи, тој ефект кој што ќе се постигне со овие сега предизборни раздавања, не можеме да го имаме од 2021. Од тука и фактот дека сите овие сет на мерки се насочени кон постигане на инстант ефект до 12 април и придобивање на повеќе гласачи за престојните избори, без разлика дали тие ќе се случат на 12 април или било кој месец од следната година. Дел од сетот мерки се оправдуваат, тука би го вклучил и субвенционирањето на придонесите и повратокот на ДДВ како борба со сивата економија. И премиерот кога го најави субвенционирањето на придонесите, го најави како мерка со која што парите од плик требало да завршат на трансакциона сметка, а со мој ДДВ со повратокот на парите кај граѓаните да ги стимулираме граѓаните да бараат фискална сметка од обавувачите на готовинскиот промет и на тој начин да го зголемиме опфатот на фискализација, да го зголемиме бројот и на издадените фискални сметки, вредносно, како и бројот на фискалните системи на опрема за регистрирање на готовинскиот платен промет. Меѓутоа, се изместуваат работите скроз за тоа што кога е во прашање мој ДДВ, цело време владата се фали само со повртокот на средства кај граѓаните, износот на средства кои што ќе биле вратени кај граѓаните, бројот на скенираните сметки, кои што треба да си признаеме, треба да биде потик кон главната цел. А главната цел е формализација на сивата економија. Главната цел е издавање на повеќе фискални сметки
повеќе фискални системи на опрема за регистрирање на готовинските плаќања. Тука немаме податок дали сме во прав правец кон таа цел, имаме само податок колку пари се враќаат кај граѓаните, затоа што ништо тоа не значи ако фискалните сметки што се скенираат од постоечките од постоечките обувачи на готовински промет кои што и досега издавале фискални сметки. Околу субвенционирањето на придонесите би сакал да го споменам и наглото свртување кога се во прашање придонесите. Имено од 1.1.2019 беше воведено зголемено оптоварување за работодавачите од 0,5% поени, а од 1.1.2020 уште 0,5% поени придонеси, што ќе значи трошок на работодавачите за работна сила, кој што, признавате и во самото образложение на буџетот, носи фискален ефект, нели, со неутрализација на растот на платите и на зголемувањето на вработеноста од 1,1 милиарда денари годишно во 2019, ако го вклучиме и зголемувањето од 2020 година, фискалниот ефект од зголемените придонеси е околу 40 милиона евра, равно на резервираните средства за субвенционирање на придонесите за раст на платите. Од една страна, поголемо оптоварување со придонеси за сите работодавачи, од друга страна, субвенции за оние кои што досега не исплаќале на трансакциона, регуларно не исплаќале плата со придонеси, него истата ја исплаќале во плик или во кеш. Онака како што самата мерка, нели, ја образложи и премиерот. Значи, и самите меѓународни финансиски институции, сите овие мерки, кои што се, според мене, и тоа сум убеден, само за предизборна манипулација со гласачите, се воведуваат под превезот на формализација на сивата економија. Самата Светска банка и ММФ предупредува дека овие мерки ќе извршат притисок врз растот на платите, во ситуација на намалување на продуктивноста ќе ја намалат конкурентската способност на македонските компании, а нема да ги постигнат очекуваните цели ако немаме системски активности кои што ќе бидат насочени кон сузбивање на сивата економија, која според сите меѓународни институции изнесува 30 до 40% од вкупната економија во Република Македонија. И самиот раст кој што се остварува каков таков во првото полугодие од 2020 година, за кој што вие владата вели дека се остварува на широка основа, ако се погледне структурата на растот, ќе се констатира дека 80% од растот во првото полугодие од 2019 година е последица на растот на финалната потрошувачка, која што, знаете, директно стимулирана од буџетските раздавања. Тоа е за првата полугодина на 2019, што да збориме после сиот сет мерки преземени во втората полугодина од 2019, кои што буџетски ќе се имплицираат во следната 2020 година и кои што ќе имаат, нели, понатамочен притисок врз растот на личната потрошувачка. Кажав и ќе повторам, значи, да, личната потрошувачка може да биде столб на економскиот раст, ама базирањето на единствениот тој столб значи дека ние немаме среднорочна стратегија или долгорочна стратегија како да го развиваме, економската активност во Република Македонија, ако економскиот развој го базираме само на личната потрошувачка, затоа што таа лична потрошувачка ќе создаде само еднократен ефект. Ако во следната година нема таков раст на личната потрошувачка преку овие буџетски раздавања, а нема да ги има, тогаш ние во 2021 година не можеме да очекуваме раст на економијата од овој буџетски
профилиран раст на личната потрошувачка. Би сакал тука да зборувам и за оној дел на планирањето на приходите и расходите за идната година и за она што е реализирано во тековната 2019 година. Имено, вчера излегува податоците за реализација на буџетот заклучно со 10 месец 2019 и никој од владата, ниту по нашите укажувања дека во буџетската каса согласно планираното до 10 месец фалат некаде околу 170 милиони евра и дека тие ќе изнесуваат 210 милиони евра до крајот на годината под претпоставка на уедначено полнење на буџетот во текот на цела година. Туку цело време се спомнува за растот на буџетските приходи во споредба со претходната година. Ако ги земаме, не знам, сите години наназад, ќе констатираме дека буџетските приходи растат без разлика. Битно е, меѓутоа, растат со 5-6% во споредба на претходната, со исклучок нели на кризната тамо 2009-2010 година. Меѓутоа, и покрај таквото потврлање во буџетските приходи, со ребалансот немавме надолна корекција, значителна надолна корекција и на страната, и на приходната и на расходната страна, од единствена причина, затоа што веќе трета година поред имаме катастрофално ниво на реализација на капиталните расходи, така да со планираниот дефицит, мислам, ќе се остварат планираните буџетски трошења, затоа што ќе имаме очигледно повеќе од 50% потврлање кај реализација на капиталните расходи. Се обиде вчера и министерката да го релативизира ова трето поред нели потврлање во реализација на капиталните расходи, за кое што нема никакво оправдување, за кое што не се преземени никакви сет на мерки кои што би требало да доведат кон подобро планирање и реализација на капиталните расходи во смисол на подобра меѓуресорска комуникација за да бидат изреализирани. Едноставно, реализацијата или нереализацијата на капиталните расходи е потврда за немањето на институционален капацитет да се реализират јавни инвестиции кои што треба да бидат нели на некој начин мотор на економската активност. И кога се во прашање нели бруто инвестициите приватни и јавни, ако ги разгледаме во изминатите 3 години, тие и во релативен износ остануваат на 33% од бруто домашниот производ, немаме никаков раст. Иначе ако ги погледнеме сите години наназад, со исклучок, пак ќе повторам, на 2009 година имаме постојан релативен раст на бруто инвестициите во бруто домашниот производ. Се обиде министерката да го релативизира процентот на реализација на капиталните инвестиции, као демек никогаш не биле исполнати 100%. Да, тоа е така, никогаш не биле исполнати 100%, меѓутоа редовно се под или над 80% или редовно се, зборам за годините пред 2017, редовно се под или над 300 милиони евра. Ако сакате и по години ќе ги спомнувам, само 2017, 2018, 2019 до 10 месец се под 200 милиони евра и се под 50%, а заклучно со 10 месец 2019 се 150 милиони и срамни 35% од првично предвидените. Значи биле планирани 422 милиони евра во првично предвидениот буџет, сега се 150 милиони евра. Тоа е тоа. Ланската година беа планирани 400 милиони евра, беа помалку од 200 милиони евра и сега како за илустрација 2016 276 милиони евра, 2015 300 милиони евра, 2014 285 милиони евра, 2013 270 милиони евра. Ако успеа владата да се договори со МАК Петрол околу откупот на делот на МАК Петрол од Гама како државна собственост, што е во склад со енергетската заедница и нели остварувањето на раздвојување помеѓу преносот и дистрибутерот во
во пазарот на газ, тогаш со тие околу 30 милиони евра колку што се предвидени со ребалансот на буџетот, ќе ги окачи процентот на реализација ова влада, меѓутоа тоа не значи дека станува збор за фактичко зголемување на капиталните расходи. Се очекува дека, имајќи го предвид дека реализацијата и до 10 месец е таква каква што е, да тоа сивило продолжи и со 11 и 12, не ради временските неприлики за изведување на градежни работи, затоа што капиталните расходи се евидентираат на платежна основа, плаќањата да бидат таму во првите месеци 2020, за да има повод владата да се пофали во предизборието 2020 со некаков процент на реализација на капиталните расходи, што не значи и фактичка реализација на јавни инвестициони проекти. Благодарам.